Над 4000 хектари мешовита шума и богата фауна, недалеку од центарот на градот. Неспорно е дека водно е гордоста на Скопје. Но во густите дабови шуми далеку од очите на јавноста откривме многу повеќе од патеки за планинарење и летниковци за релаксација. На оваа фотографија до која дојде нашата екипа гледате тотем на богот на молњата, Перун, врховното божество во словенската митологија. Кружниот символ наречен коловрат може да представува символ за сонцето, но според некои верувања може да ја представува и секирата на Перун. Освен поновата употреба помеѓу руските сепаратистички сили, овој символ е еден од најкарактеристичните во неопаганските религиски движења. Иако не се значително големи, тие се цврсто етаблирани во источниот дел од Европа, а некои теоретичари го и препишуваат токму на Русија почетоците на култот кон славјанското паганско минато. Немавме многу среќа при потрагата по тотемите на планината. Нашето искачување започна од средноводно преку така наречените козји патеки. Тие не однесоа на поголема надморска височина. На една од карпите попат затекнавме нацртана свастика, односно кукав крст, кој не подзамисли. Според некои истражувања токму овој знак представува варијација на коловратот, но мала беше веројатноста за каква било поврзаност во нашата потрага. Единствено успеавме да стигнеме до пештера помеѓу карпите, која според нашите сознанија исто така е дел од ритуалите. Без соодветна опрема речиси невозможно е да се влезе внатре, но опадоците од ѓубре сведочеа дека некој сепак бил неодамна таму. На небе волчја тень, заканчивај свој ден. Практично паганизмот или политеистичките религии во Република Македонија, нашите простори одамна се истиснати од верските чувства, верските обреди и потреби на нашите граѓани. Затоа не зачудува ваквите наводи дека некој би посегнал по политеистички култ во нашата држава. Монотеистичките религии се застапени тука, разни деноминации, разни цркви. Сме навистина мултиконфесионално општество, но паганизмот не е застапен, барем не за нас позната група која што такво нешто би правела или би творела во тој сегмент. Социјалните мрежи со сите своји предности и недостатоци се покажаа како клучни во ова истражување. Токму нивното неуморно пребарување не однесе до руското здружение Русов, кое што е акроним за Здружение за руско-словенско обединување и возродување. Инаку во земјава присутно преку неговиот представник, рускиот државјанин Андреј Родионов. Андреј Родионов често објавува на социјалните мрежи за својот придонес за руско-словенското единство, а од неговиот профил на прва може да се забележи дека особено гордо ги истакнува символите на Здруженијето Русов. Според нашите сознанија, македонските безбедносни служби се целосно запознаени со неговите овдешни активности, а неговото движење се поврзува со информациите за обид за интензивирано руско влијание во земјава. Навидум ништо спорно нема кај ова лице, кој се представува како руски патриот и си дава заслуги за јакнење на славјанската традиција. Неговите фотографии сведочат дека ја посетил земјава уште летото 2016 година. Последниот запис за неговиот престој во Македонија е од минатиот месец, кога и се фотографирал со тотемите на водно. Сосема очекувано неговиот профил изобилува со фотографии од славјански неопагански обичаи на кои присуствувал за време на различни обреди, а ова е само дел од неговата идеологија. Пријатели, следбеници и мислители, бидејќи некои од соборците ме прашуваат кој е нашиот став кон религијата и сметам дека е важно да се разјасни. Нашето движење не е религиозно, туку општествено, политичко, додека истовремено комбинира делови од политичкото и културното, вклучувајќи ги традициите на словенските верувања и религија, како дел од културолошко движење,
Ставаме акцент на темелите на славјанската предхристијанска култура, која е основата на словенската цивилизација. Сепак, главната цел ни е обединување на сите словени, без разлика на нивниот религиски избор. Следејќи го на социјалните мрежи, дојдовме до заклучок дека Родионов често пати се движи во источноевропските земји, а посетите ги најавува преку Facebook. Очигледна е доминацијата на екстремен руски национализам, а доколку ги погледнете неговите останати фотографии, ќе наидете дури на цели албуми од неговите сепаратистички делувања во воените области во Украина. На неколку места се забележува и коловратот, символот на Перун. Русија е една православна држава и своите културолошки најсилните тенденции ги црпи токму од православието, таа црква. Паганизмот е истиснат од руската држава, истиснат е од целиот западен свет, така да паганизмот веројатно е задржан можеби како инцидент, некаде како исклучок кај одреден поединец. Може да постои мала конекција која што би можела да ги изманипулира граѓаните и оние кои што дури го отфрлаат паганизмот. Па јас сметам дека се работи за исклучок кој што не би го квалификувал за некој посериозен заговор или интерес или некоја цел, затоа што паганизмот кај нас не може да побуди ниту едно чувство кај ниту еден граѓанин, освен во исклучок кај одреден граѓанин кој што тој култ би му бил така близок. Кога зборуваме за широките народни маси, Но историјата го покажала токму спротивното. Истражувањата на оваа тема откриле дека колку бизарно и да звучи, советските власти уште од 50-тите години на минатиот век финансирале обновување на пагански ритуали. Некои автори на рускиот паганизам гледаат како на етнички национализам и криза на идентитет. Иницијативата за негово ширење се развила од локални активисти, кои предложиле обликување и промовирање нови секуларни ритуали и фестивали како важен дел од антирелигиозните кампањи, но во поново време веќе се злоупотребува за сосема поинаква пропаганда. Не постои вистина или верување кое што е на вистина базирано врз вистинските принципи на постојањето, никакво секое учење, секоја вера, секое знаење е злоупотребено токму од тие општествени сили, дали тоа ќе бидат партии, дали тоа ќе бидат цркви, џами, синагоги, без разлика, секогаш се злоупотребени. Некојаш се злоупотребени како душманот или непријателот, некојаш се злоупотребени како еве ова се нашите и така натаму, значи секогаш вистината се злоупотребува, никогаш не е употребена, секогаш е злоупотребена. На овие прашања одговори побаравме од дипломатските претставништва на Русија во земјава. За време на неговиот престој во земјава, Родионов меѓу другите се сретнали со контраверзниот универзитетски професор Стефан Влахов-Мицов, кој го нарекува истомисленик и брат по идејата за руско-словенско национално единство. Договарали планови за соработка како и подобрување на односите меѓу двете земји. Но како? Ова е единствениот одговор кој го добивме од Влахов-Мицов по сите наши обиди. А истиот символ, коловратот, го користи новоформираната македонска партија, третата партија на македонците. Главниот град на Србија бил следната дестинација на Родионов, каде тој според фотографиите можеме да забележиме дека се сретнал со директорката на Белградскиот центар за геостратешки истражувања. Според негови зборови тие договориле заедничка работа за подобрување на руско-српските односи. Меѓу другото ја прашавме и како. Меѓутоа, како што можете да забележите, таа ја прочитала пораката, но одговор за сега нема. Единствено ни одговорија Адам и Стефан, две лица од Скопје кои ни признаа дека темите ги изработиле самите тие за практикување на нивните верувања. Локацијата не сакаа да ни ја откријат, ниту пак знаеа да ни одговорат колку точно верници има, бидејќи тврдат дека не делуваат организирано, но еве како ја објаснуваат својата филозофија.
Нашите предци всушност обожавале подалечни предци, па затоа често во старите хроники и билини словените често се кажуваат дека се крвни внуци на Дажбога. Значи правењето на идоли се само практично нивни спомен плочи, каде што се одава почест и се принесуваат бескрвни жртви, мед, млеко, семиња, брашно, леб, вино, пити, овошја, сирење, меѓу другото и зеленчук. Како што кажавме, божествата се тесно врзани со годишните периоди, циклуси и целиот природен биоритам. Дали се забранети воопшто ништо не ми значи. И не предпочитува закони пишани од беззаконици и вековни преваранти и социјални паразити. Мојата врска со Родионов е пријателска и културолошка. Пагански обреди се најголем дел од православните обреди на кои само им е даден христијански образ. Например, раѓањето Христово го има заменето раѓањето на сонцето, што вистински се случува на зимската краткодневица, кога сонцето е најоддалечено од земјата, пошто почнува да се приближува и на тој начин символично повторно се раѓа. Тоа го знае секој студент и професор по етнологија, антропологија, археологија и психологија во Македонија. Мислам, ако ова е работата, тогаш голем дел од македонците се пагани, а народниот ансамбл Танец, кој изведува песни и ора поврзани со разни народни празници, се повеќе пагани од мене. Лично, моето паганство се разви од интересот во нашите празници, бидејќи никогаш не ми беше јасно зошто вапцаме јајца, славиме Божик и слично. Па со време, истражувајќи и читајќи научни трудови и дела, дојдов до некаква суштина која е важна лично за мене. Сепак признаваа дека е речиси невозможно нивното движење да ги избегне канџите на злоупотреби за туѓи интереси. Руското влијание во Македонија мене не ме интересира, бидејќи не размислувам во политички термини. Јас имам пријатели од Франција, Германија, Русија, Шведска, Бугарија и други земји со кои сум се поврзал преку мојот интерес за предхристијанските европски традиции, бидејќи во суштина сите имаат ист корен. Андреј Родионов беше еден од личностите кои ги додадов на Facebook, чисто за да ги следам, бидејќи како и тебе, мене ме интересираше што се случува во Русија, а особено како ги третираат паганските здруженија кои таму се развија во последните години. Така што Андреј беше одличен предлог за пријател од Facebook, кој јавно го промовираше своето движење за обединување на словенските народи под руско крило, а истовремено тоа го правеше во една паганска смисла. Целта на движењето не е тајна. Можеш едноставно да го прочиташ манифестот онлайн. Но, со време сватив дека голем дел од паганските здруженија низ Источна Европа, особено во Русија, се сплотени со некакви политички цели, што воопшто не ми делуваше привлечно. Кога се работи пред се барем оние јас луѓе што ги познавам кои што сум работел или со кои што еве заедно и сме застанали и сме ги посетиле местава и сме ги виделе. Се напротив млади луѓе кои што сами го почнале својот пат натаму, сами кои што се откриле, сами ги имаат направено сите тие места каде што фактички ги посетуваат да се искомуницираат со предците и со природата. А ова што кажувате вака во на фотографиите што се изнашли некој од таквите, тоа секогаш има по некој. Родоверството, кое е класифицирано како модерна паганска религија, организирано делува во Полска, Украина и Русија, каде древните обреди околу тотемите воопшто не предизвикуваат дилеми. Првото здружение е регистрирано во 1994 година, кога и започнува да се шири во Источна Европа. Првата фотографија од тотемите на водно пак е објавена пред речиси 2 години, иако таму биле поставени поодамна. Паганизмот е само едно постаро верување, едно претходно верување и дури еден многу подиректен соживот со материјалните и нематеријалните сили во постоењето, за разлика од денес, каде што тоа е дозволено во црквата или во џамијата или во синагогата на доминантните, да кажеме. Кај нас како словенски народ е сосем нормално да се појави тоа. Тоа веќе го има насекаде, и сите славенски народи, тоа не сега, го имало многу од поодамна, но било многу скриено заради репресивните општествени системи кои што владееле. Секогаш на една определена религија ги доминира другите и онака сурово и материјално ги казнува останатите мислења и вери. Односите помеѓу државата и верските заедници, како и делувањето на верските заедници, отсекогаш било предмет на сестрано согледување и оценка од страна на државата. Оваа надлежност сега и припаѓа на Државната комисија за односи со верските заедници, каде се регистрирани вкупно 46 верски заедници и религиозни групи. Меѓу нив ниту една не припаѓа на модерниот паганизам, што обредите на водно ги прави спротивни на законот.
односно верските заедници, религиозните групи мора да се регистрираат за да влезат во правниот поредок и да може да ја вршат, да екзистираат, да вршат својата дејност. При секоја регистрација пред основниот суд кој е надлежен тука во Скопје, тие доставуваат и опис на изворите на своето учење. И не само тоа, ти даваат и опис на начинот на кој што богослужат, на видот на обредите и на сите начини и методи како ја практицираат својата вероисповед. Од таму судот цени дали истото е во согласно со узансите, со обичајното, моралното право, но и со правниот поредок на нашата држава и тогаш одлучува дали дозволува или не дозволува регистрација на таквата верска група. Нашиот закон, Законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група, како што ви кажав, дозволува да богослужи, да функционира само веќе регистрирана верска заедница и верска група. Но македонската полиција се уште не одговори дали има сознанија за ваквите активности на Водно и какви се мерки планира да преземе. Можеби локацијата на тотемите на Водно за јавноста ќе остане мистерија уште долго време, но едно е сигурно. Нашата екипа и натаму посветено ќе истражува детали поврзани со овој случај, бидејќи загрижува фактот што славјански неопаганизам се појавува за прв пат во земјава, особено во услови кога се погласно се зборува за засилени надворешни, односно руски влијанија. Но дали тоа представува опасност за општата и националната безбедност и како институциите ќе реагираат, времето ќе покаже.